Ден за молитва и духовен мир. Православните верници го чествуваат светиот великомаченик Прокопиј, заштитникот кој според народното верување штити од болести, несреќи и природни непогоди. Во многу цркви низ државата се служеше празнична литургија, а верниците доаѓаа да запалат свеќа и да се помолат за здравје, мир во семејството и безбедност на патиштата. Па здравје сине пред се, па после се друго поред. От иначе, ако немаш здравје, да имат фамилиите, да им се среќни на сите, децата да им се добри. Тоа е празник, кој е тоа. Си запалите ли свеќички? Да, обавезно. Обавезно. Сега Нека е за многу години. нека е и на сите и на нас, нека е за многу години. И да сте ми живи и здрави, првен децата, па после ние. Баба, здравје, среќа на сите, нека дава мир, живот, слобода и на децата и на младите да бидат напредни, да бидат сите млади. Да, тука да му е чиста душата на човек и да си биде мир и спокојство и слобода да си има. Нека е за многу години. Треба секој да дојде денеска на вај празник добар. Па здравје, среќа, љубов на сите у фамилиите. И не само денес, Свети Прокопиј се славело дамнешни времења. Штипјени во сеќавање раскажаа за некогашните празнувања за овој празник. Ја знам по моите родители, доваѓаа стално и на жената, мајки, она стално беше од црквата, доваѓаше највише во Ново село. Да, стално доваѓа. И она секоја недела обавезно доваѓаше и века на празник, како денеска што е Прокопиј. Старите генерации празнуваа, а сега младите не го празнуваат. А старите генерации, како што се бабите, што се покоени, тие стално празнуваат и постат и се. А сега младите не веруваат. Било што. А они треба и они да го одат по тај пат на старите, ама зависи од младите. Има и некои млади што празнуваат, има некои што не празнуваат. И сега тоа си зависи од нив. Дали сакат, дали не, или дали можат. Да, од секогаш се е празнувало. Од секогаш, не само сега. Па да, еве, денеска сам излезена и ќе се шетаме, имам ручок, ќе си ручам и така, да, ќе си го посветиме, да. Сега ќе отидеме шо викаш до црквата и толку. Инаку Свети Прокопиј е еден од поголемите христијански празници од летниот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 21 јули. Народот го смета за тежок празник, односно за да не го прокопса порој полето, а жените за да имаат здрави деца.